Откако изминативе денови објаснивме како изгледа политичката проституција со губењето на смислата на изборите, затоа што сите политички партии очигледно сакаат да бидат во власта, и откако објаснивме дека изборите губат смисла со тоа што политичката партија Алијанса за албанците, која што е главен политички опонент на ДУИ, посака да биде дел од власта, ќе продолжам да објаснувам како изгледа политичката корупција. Имено, кандидатот за министер за здравство Фатмир Меджити треба на јавноста да објасни како од една скромна барака во моментов гради една голема хациенда од 336 метри квадратни, ни помалце ни повеќе во елитната скопска населба Тафталиџе и ни помалце ни повеќе како прв комшија на Арбен Таравари. Како на улица Бриселска 18 гради хациенда од 336 метри квадратни, еве може да ја видите од една перспектива и еве може да ја видите од друга перспектива. Ова е како изгледа политичката корупција во Македонија. И треба да објасни Фатмир Меджити како од сите локации во градот Скопје одбрал локација токму Карши со подарената куќа на неговиот пријател и претседател на партијата Арбен Таравари. Вака, почитувани пријатели, изгледа политичката корупција. Политичката корупција изгледа подарени и новокренати куќи и хациенди една спроти друга на улицата Бриселска. Од едната страна Арбен Таравари, од другата страна Фатмир Меджити. Жал ми е што претседателот на владата не е тука да одговори како е возможно вакви хациенди да се креваат во најелитната скопска населба и такви луѓе да предлага за министри овде. Кој е моралниот кредибилитет на Фатмир Меджити да биде кандидат за министер за здравство, кога крева ваква хациенда, повторувам, ни помалце ни повеќе, наспроти куќата која што беше подарена на неговиот пријател и партиски претседател Арбен Таравари. Ова е тоа што во моментов се случува во Тафталиџе, во Скопје, и вака изгледа политичката корупција во редовите на владата на СДСМ и ДУИ, во која што се... Реплика Дафина Стојановска.